Животот во сите села ќе се врати со планот на ВМРО ДПМНЕ наречен рурални развојни зони кои во Штип се однесуваат на преку 40 населени места кои досега луѓето ги напушта. Ова на митинг во Штип го кажа лидерот на ВМРО Никола Груевски. Секој што ќе инвестира да може да добие привилегии, 10 години да биде 100% ослободен од плаќање на данок на добивка и на персонален данок на доход и 50% ослободен од плаќање на придонеси за пензиско и здравство. И плюс 10% од инвестицијата да му ја плати државата и да му даде по 2000 евра за секое ново отворено работно место. Па кај го има тоа, драги пријатели? Економски, образовно и инфраструктурно Источна Македонија, особено Штип, одат напред само кога ВМРО ДПМНЕ е на власт, рекоа кандидатите за пратеници. Денес имаме над 130 асфалтирани улици низ градот и селата. Ветивме водоводи и канализации, денес ги имаме во Чардаклија, Караорман, Балканска, Македонка, кои со децении беа заборавени. Во ова програма Штип е застапен со 48 нови проекти и сите тие ќе бидат во функција на подобрување на квалитетот на живеење на нашите сограѓани. Во изминатите неколку години резултатите што ги направи Македонија беа игнорирани од меѓународната заедница, со што на земјата е нанесена неправда, истакна Петар Сјатро од Унгарската граѓанска алијанса, сестринска партија на ВМРО и актуелен министер за надворешни работи на Унгарија. Доколку меѓународните политички одлуки на вистина се базира на заслуги и досевува врз база на здравиот разум, Македонија веќе пред години требаше да биде приема во НАТО и веќе одамна требаше да бидат почнати пристапните проговори кон Европската Унија. За ова да се смени, неопходен бил крај на кризата кој можел да го обезбеди само ВМРО ДПМНЕ со 63 освоени пратенички места. Да се обединиме на овие избори, заради тоа што на овие избори не гласаме само за партии. Гласаме за единствена Македонија, гласаме за унитарна Македонија, гласаме за суверена Македонија. За ВМРО ДПМНЕ и фамилијата, провизиите, панорамските тркала, спомениците и барокот се поважни отколку условите за живот на лицата со попреченост, рекоа на пресконференција од СДСМ. Нивната програма предвидувала план за живот и за овие лица. Целосно реорганизирање на дневните центри за лица со попреченост, поведување на специјален едукатор, дефектолог, логопед во секоја градинка и училиште каде што има деца со попреченост со цел адекватна поддршка како на децата, така и на семејствата. Ке се почитуваат квотите за вработување на лица со посебни потреби во јавната администрација со уважување на стручните мислења издадени од центрите за социјална работа за приоритет при вработување. Ќе обезбедиме право на додаток и за лица со тешка и најтешка интелектуална попреченост. Скратено работно време за родителите на деца со попреченост ќе продолжи и после 26 години од нивниот живот.